Хаосот на онкологија ќе се решава полека, но сигурно. Главен приоритет на министерот за здравство Арбен Таравари ќе биде итно да се вработат доктори, медицински сестри, радиолози и физичари на клиниката. Според него неопходна е нова медицинска опрема и современа терапија за онколошките пациенти. Министерот вели дека во Македонија има доволно стручен кадар кој може веднаш да се активира, иако ќе поминат месеци па и години додека тие почнат да функционираат како што се очекува. Следниот период јас се надевам дека како министер за здравство ќе инсистирам барем да се дозволат вработувања, да не ги преоптоваруваме вработените и така цела Македонија гравитира само тука. Значи се работи за 100 лежечки пациенти и 50 амбулански кои што се водат. Ни преостанува идната недела да имаме конкретни барања од клиниката и потоа заедно со директорот да седнеме со министерката за финансии да побараме да вршиме притисок по секоја цена да дадеме приоритет на онкологија за да може нормално да функционира. Ваквото функционирање и за пациентите е тешко, меѓутоа реално и за медицинскиот кадар е претешко. За проблемот на онкологија свесен е и директорот на клиниката Игор Стојковски и се надева дека набрзо ќе се реши. А во однос на стручниот колегиум кој одлучува кој пациент каква терапија да прима, тој вели дека докторите си ја вршат професионално работата и така ќе продолжат во иднина. Онколошкиот конзилиум понатаму функционира, значи тоа е од нашите лекари онколози, клинички онколози на кои одлучуваме, значи се одлучува конзилиарно за терапијата и мислам дека за сите пациенти кои ќе биде индицирано ќе ја добиваат потребната терапија. Онколошките пациенти јавно побараа подршка од министерот, но и од директорот на Фондот за здравство да им се обезбедат современи лекови. Клековски уверува дека ќе се залага за доброто на пациентите затоа што секој граѓанин заслужува да го добие најдобриот лек. Нашите граѓани заслужуваат лекови од најнова генерација, не лекови од 30 години. Ќе направиме максимален напор со работка со Министерството. Иначе со клиниката сме во комуникација и јас веќе на вториот работен ден сум тука, планираме веќе утре да имаме писмена комуникација, бидејќи во тек подготовката на ребалансот. Онкологија е под лупа на јавноста со месеци. Почна во септември минатата година кога пукна аферата со препродажбата на биолошка терапија. Продолжи со истрага на обвинителството и анкетната комисија во собрание, која финишираше без официјални заклучоци. Се уште во тек е истрага против 5 мина од онкологија, а пациентите и денеска, како и лани, реагираат и алармираат на условите за медицински третман.